Тоа беше и последната вест во овие вести во 7 часот и 30 минути, а сега е време за гости. Нашата Искра веќе ја пречека првата утринска денешна гостинка. Добро утро, Искра. Добро утро, Сузан. Добро утро и за доктор Златана Петковска, специјалист по кардиологија од Очеваден Систина. Драго ми е што повторно имаме корисни совети и подсетувања за гледачите, бидејќи ова се важни минути за сите ние кои што секогаш даваме приоритет на нешто друго, а здравието го оставаме на чекање. Така е, така. За жал. Да, за жал, тоа изборувавме со докторката 15 на 20 минути, премалку е да се опфати една тема, но барем да се едуцираме. Така е. Повелете. Докторке, добро утро. Добро утро. Доктор Петковска, но мене толку ми убаво вашето име, што јас доктор Златана ќе ви се Благодарам. обраќам на тој начин. Срцева слабост ни е денешната тема и нормално да започнеме со каква е дефиницијата? Што е по дефиниција срцева слабост? Што представува? Така, за да стигнеме до срцевата слабост, јас прво ќе кажам дека срцето е една пумпа, нели, која овозможува и има значаен удел во однос на тоа да овозможи нормална циркулација за да организмот правилно се храни. Тоа значи дека срцево прима и испраќа крв до сите делови на организмот со тоа што го снабдува со хранливи материи, а од друга страна ги прима и ги отфрла, елиминира оние отпадни материи. Како резултат на за да може нормално да функционира така, значи срцево треба да работи нормално, синхронизирано. Често пати тоа знае да се разболи, да се задебели, да се прошири и да ослабне. Тогаш веќе зборуваме за срцева слабост. Значи, срцевата слабост е една прогресивна состојба, каде што срцево не е во можност да испумпа доволно крв до деловите на организмот, за да може истите нормално да се исхрануваат. Тоа значи дека срцевата слабост не е само една диагноза, него тоа е еден комплексен клинички синдром кој настанува како резултат на нарушување на структурата и функционалноста на срцето. Срцевата слабост, ако не се третира онака како што треба, ќе доведе до прогресивно влошување на состојбата на организмот, до чести хоспитализации и за жал на крајот до смртен исход. Срцевата слабост влегува во групата на кардиоваскуларни заболувања. Тука би сакала да потенцирам дека кардиоваскуларните заболувања, значи меѓу кои срцевата слабост, представуваат водечка причина во светот за морталитет, тоа значи за смртност, дисабилитет и инвалидитет кај луѓето. Отприлика 42% од глобалната смртност во светот отпаѓа баш на кардиоваскуларните заболувања. Или отприлика околу 10.000 луѓе на дневно ниво умираат баш од кардиоваскуларни заболувања. Што значи прашањето колку е честа и излишно? Колку е честа, да. Американците дури направили една интересна статистички податок, извадили дека дневно на секој 33 секунди умира по едно лице баш од кардиоваскуларно заболување. Македонија е земја на Европа. И според Европско кардиолошко здружение, тоа е земја со многу висок ризик за кардиоваскуларни заболувања. И се надевам дека баш денеска ќе допреме до нашите гледачи, нели, за да особено во делот како да се превенира, како да се заштитиме самите, како да се припознаат симптомите, како да се превенира и како тие лица кои имаат веќе развиено срцева слабост, како да водат еден нормален и квалитетен живот. Пред да стигнеме до тоа, значи, овој дел многу го објаснивте, но зошто ова се случува? Кои се главни причинители, да речеме, што доведува до срцева слабост? Така, пред да ги споменеме главните причинители, јас би кажала кои се ризик факторите, значи кои се јавуваат која е таа ризична категорија на луѓе кај кои може да се појави срцева слабост. Тоа се најчесто луѓе над 65-та година. Тоа се луѓе кои имаат некоја генетска или наследна компонента од една страна, меѓутоа од друга страна и оние кои водат неправилен живот. Тоа значи вишок на телесна тежина, нездрава исхрана, недоволна физичка активност, пушењето,
алкохолот. А загадениот воздух дали спаѓа тука? Па и загадениот воздух можеме да го наведеме како една од причините. Понатака, веќе развиениот покачен крвен притисок, нерегулираниот крвен притисок, нерегулираниот шекер, нерегулираните масноти. Значи, тоа се еден од ризик факторите кои доведуваат да се појават следен чекор веќе причините кои ќе доведат до појава на срцева слабост. Јас сега во кратки црти ќе пробам едноставно да ги објаснам причините. Најчеста причина за појава на срцева слабост е коронарната артеријска болест и срцевиот инфаркт. Тоа значи дека под коронарна болест се подразбира таму кога имаме зголемени масти, доаѓа до наталужување на тие масноти по крвните садови кои го хранат срцето со кислород и со хранливи материи. Тие масноти се таложат, го обструираат или го затвараат крвниот сад, се до моментот кога ќе се појави срцев инфаркт, тогаш имаме комплетно затварање, го оштетуваат срцевиот мускул и тоа е предиспозиција за понатака да се појави срцева слабост. Втор причинител секако е појавата на покачен крвен притисок или хипертензијата. Тогаш срцето ствара дополнителна сила употребува за да може да ја испумпа крвта низ целиот организам. И тука, значи, повторно имаме предиспозиција за појава на срцева слабост. Следна причина која би ја споменала и која беше многу актуелна пред неколку години е воспалението на срцевиот мускул, миокардитот. Ако се сеќавате пред неколку години кога беше актуелна ковид ситуацијата, тогаш имавме многу пациенти кои како резултат баш на тој вирус развија ослабнато срце, првично воспаление на срцево како миокардит, а после тоа се појавуваше и срцевата слабост. Не само ковид вирусот, туку и бројни други вируси знаат да пројават појава на срцева слабост. Понатака би ги споменале валвулите, односно тоа се оние клапи кои ги отвараат, затвараат срцевите шуплини. Кај нив можеме да кажеме дека и тие предизвикуваат појава на срцева слабост. Имаме стекнати, значи тие се јавуваат кај возрастната категорија на пациенти и се јавуваат како резултат на еден вид старење на организмот. Меѓутоа, може да се јават и срцева слабост и како резултат на претходно постоечки или вродени аномалии на тие валвули и често пати знаеме ние да видиме пациенти кои се од детска возраст со срцева слабост како резултат на претходно вродена аномалија на срцето. Други фактори кои исто така или причинители се секако срцевите аритмии. Гледачите најчесто знаат да кажат имам неправилна срцева работа, имам аритмија. Да, и доколку таа аритмија не се третира, може да доведе до појава на срцева слабост. Постојат и одредени кардиомиопатии, тоа е така постручен израз, меѓутоа тоа е структурно заболување на срцето, тоа може да биде исто вродено или може да биде стекнато. Од стекнатите веќе ги потенцирам постпородилна срцева слабост. Значи, и тоа е особено битно да го споменеме кај сите тие, кои се во бременост да во колку од претходно во позадина се криела некоја срцево шумче или нешто слично, да преземат чекор за да не стигнеме до појава на срцева слабост. И тука би ги спомнала лековите. Најчесто тука станува збор за онколошките пациенти кои се под хемотерапија и радиотерапија. Што мора да ја примаат терапија. Кои мора да ја примаат терапијата од една страна, а од друга страна таа е токсична и може да развие срцева слабост и поради тоа препораките се и тука да се прават кардиолошки прегледи барем на 3 месеци и тоа генерално од искуство можам да кажам дека добро се спроведува во нашава држава, значи колегите од онкологија перфектно ги следат пациентите со препраќање на кардиолошки прегледи и секако неизоставен дел се одредени ендокринолошки заболувања, меѓу кои претходно го спомнав дијабетот, нели, како причина. Многу причинители, тироидната жлезда, така да многу причинители може да доведат до се во ова. И сега кои се симптомите? Тие варирале, но ајде да почнеме од првичните. Симптомите, значи најчесто оние што се јавуваат се глад за воздух. Пациентот ќе дојде ќе каже имам глад за воздух, имам недостиг на воздух, имам тешко дишење, гушење. Може да осети многу битен симптом е слабост и интолеранција на физички напор. За почеток тоа би било не можам
да качам скали, не можам да испешачам, се до моментот дури се јавува и да не можат да ги обавуваат основните физиолошки потреби, оние да стане до тоалет, да отиде, значи и тоа му представува замор и не му дозволува секојдневно обавување на обичните активности. Понатака, кога више е поднапрегната, нели, таа срцева слабост, се појавуваат отоци по нозете. Се појавува подуеност на стомахот. Пациентот ќе дојде ќе каже не можам да спијам нарамно. Ми требаат неколку перничиња да бидам поткренат за да спијам нормално. Кашлица, она со искашлување на белузлав секрет, заборавеност, неможност за концентрација заради недоволно доток на крв во мозокот. Значи тие се една група на симптоми кои се појавуваат како резултат. Многу се неспецифични. Да. Многу се неспецифични, а од друга страна, нели, можат да укажат на нешто сериозно. Често пати сега ги занемаруваме симптомите, така? Така. Ај, ништо не е, ќе помине, но во кој случај, при кои симптоми мора да се посети доктор? Мора да се посети доктор доколку почнат да се појавуваат тие отоци на нозете. И доколку пациентот осети, значи, осети дека не може да се качи по скали, дека тоа му представува терет, дека осеќа болка при качување на скали во градите, например, варијации на крвниот притисок, кога е подолго време повисок крвен притисокот, варијации исто така на шекерот. Значи, тоа се некои симптоми кои би му кажале дека еве сега е време, ако ништо друго, барем еден совет или совет до гледачите да се појават кај матичните лекари. Значи, од таму да почнат упатите и препраќањата за дополнителни испитувања. Ете, да речеме, кога веќе ќе појдеме на доктор, како се диагностицира? Колку е сложен, да речеме, процесот на диагностицирање? Па генерално немаме многу сложено, значи доаѓа на кардиолошки преглед пациентот, започнува тој преглед, ние го распрашуваме за симптомите, медицинската историја, дали нели примал некакви лекови, дали во фамилија има некој заболен, продолжува испитување во преку испитување на крвни анализи. Крвните анализи се она базик анализи кои ги викаме, од испитување на крвна слика, преку бубрежни маркери, маркери на црниот дроб испитуваме, натриум, калиум, железо се испитува. Значи, може при некој рутински преглед да се. Да. И имаме еден специфичен маркер, тоа е ProBNP, така се вика тој специфичен маркер, и тоа е баш маркер за кој означува дека да пациентот има срцева слабост. Меѓутоа се тука би спомнала веднаш. Тој маркер не треба да стане комерцијала и да се испитува по своја желба. Да. Пошто еден период имаше со одредени маркери, така се правеше. Значи не. Тоа се прави по препорака на доктор. Следен чекор е правење на ЕКГ и правење на ехокардиографија. Ехокардиографијата е, уствари, го гледаме срцево на телевизорче, нели ние, како што знаеме, едноставно да кажеме, и ги гледаме, уствари, морфолошките и структурни функционални промени на срцево, и врз база на тоа ја одредуваме пунктната моќност на срцето, димензиите на срцето, гледаме како работат тие валвули, нели, и на крај, после ехокардиографскиот преглед, можеме да му кажеме ние на пациентот, и сега што е следно, имаш левиот дел од срцето ослабнато, десниот дел, или срцето му е намалена пунктната моќ од лесен степен, среден, тежок степен, сега што е следно? Следно би направиле, ако сметаме дека има некој проблем со аритмија, се става 24-часовен холтер за ритам, значи се следи срцево, се снима 24 сати. Ако има потреба, се прави коронарографија, значи испитување на крвните садови на срцето. Понатака продолжуваме со компјутер, магнетна резонанца, значи тие се некои чекори кои понатаму тоа го води кардиологот како во однос на испитувањата што треба да се прават и како треба да се прават. Третманите какви се? Со какви методи постојат? Со што располага Аџибадем Систина? Така, значи, многу е важно да споменеме дека на почетокот реков дека тоа не е единична диагноза. Да, зависи од случај до случај, да. Така, и дека мора да имаме еден мултидисциплинарен пристап. Предноста баш на болницата Аџибадем Систина е што тука има врвни кардиолози кои работат, нефролози кои се вклучени во третманот, нели, заради бубрезите, ендокринолози баш заради диабетот, и секако не изоставена карика ни се матичните лекари, со кои, значи, мора да постои тесна соработка за да овие пациенти правилно се третираат. Третманот опфаќа од медикаментозен третман преку оперативни зафати и интервентни процедури. И сега, медикаментозниот третман подразбира употреба, нели, на таблетки. Пред се лекарот одлучува
дали пациентот кој ќе дојде и за хоспитализација, нели, и има потреба да се лекува во болнички услови, а после тоа да се продолжи со медикаментозен третман или со таблетарна терапија. Имаме широк спектар на лекови кои се даваат во последните години, имаме и напредок во однос и проширување на таа листа на медикаменти, и многу е битно да напоменам дека лековите треба да се земаат така како што се пропишани од лекарот, без при тоа пациентот да види сега ми е подобро, ќе си намалам од овој лек или ќе престанам да го земам. Подобро е баш заради тоа што се земаат тие лекови. Една од опциите секако е и оперативниот третман. Значи во случај на коронарна болест и потреба, значи може да има потреба од аортокоронарен бајпас на срцето, од поправка или замена на аортна валвула, и тука би ги потенцирала интервентните процедури преку имплантација на одредени девајси. Во Аџибадем Систина, значи, работат врвни интервентни кардиолози со повеќе од 35 годишно меѓународно искуство баш во областа на интервентната кардиологија. Така да имаме колеги кои години и години го работат тоа. Што се тие девајси? Значи, тоа можеме да го споменеме имплантацијата или поставувањето на дефибрилатор, кардиовертер. Тоа е апаратче кој се става подкожно. Тоа не ја лекува срцевата слабост, меѓутоа го штити срцето од при појава на малигни аритми кои можат да доведат до ненадејна срцева смрт, како компликација од срцева слабост. Значи, тоа е едниот тип на девајс. Вториот тип на девајс е CRT, тоа е стручна терминологија, или ние викаме терапија за ресинхронизација, и најчесто се поставува баш во третман на срцевата слабост, и тука се овозможува да срцето, ако работи несинхроно или неправилно, да можеме да го синхронизираме за да му се подобри таа пумпна моќ со синхронизација на неговата функционалност. Постои и тави процедура, тоа е во случај кога имаме пациент со срцева слабост и со пореметување или стеноза на валвулата, се прави замена на таа срцева валвула без да мора да се отвора срцето, и тоа се отприлика процедурите кои се работат. Исто така имаме процедура ЕЛВА, тоа е поставување на тоа механичко срце, значи, и тоа ни е бриджинг или мост се до моментот дури не се стигне до последното нешто, а тоа е трансплантација на срце, кое имаме среќа дека во Македонија почнува да се развива веќе неколку години наназад. Гледаме дека имаме прилично пациенти кои завршуваат со трансплантација на срце. Како е да се живее со срцева слабост? Добро, свативме дека широк спектар има. Еве да речеме за најтешките случаи. Каков име живот? Значи, откога ќе се диагностицира срцевата слабост, особено е битно едукацијата и соработката доктор-пациент. Значи, ние мора како доктори да го едуцираме тој пациент сам да се оспособи и да има вештина, да ги препознае симптомите и знаците на срцевата слабост и како да реагира благовремено, за да не стигнеме до хоспитализација. Тоа значи дека ние на овие пациенти некогаш ги тераме да запишуваат телесна тежина. Зошто? Затоа што секое покачување на повеќе од 2 килограми во тек на краток временски период, например 3 дена, не значи дека пациентот качил килажа затоа што се поправил, него направил задршка на течности. И сега, во одредени случаеви, кај веќе вешти и едуцирани пациенти, они самите знаат да кажат, кога ќе дојдат на преглед, имав еден краток период кога покачив килажа, па си го зголемив диуретикот, тоа е таблетката за мокрење, го зголемив и ми беше после тоа подобро. Се ограничува внес на сол во исхрана, пошто солта прави задршка на течности. Да, исто така се балансира внесот на течност во организмот, од литро и пол до 2 литри. Се тоа зависи, нели, класата на пациент во која група спаѓа. Особено е битно тука да споменам дека овие пациенти ние не смееме да ги ограничиме од физичка активност, него ги мотивираме да се физички активни толку колку што им овозможува нивната состојба. Исто така е битно, нели, земањето редовно на терапијата која е пропишана од докторот и секако било каде да патуваат, медицински извештај со нив. Престанок на пушење, тоа веќе мислам дека
И не треба ни да споменуваме престанок на алкохол. Кофеин? Кофеин може, алкохол исто може, меѓутоа тоа да биде чашка, да не биде... Културно и умерено. Така. И особено е битно, пошто сега е зимски период, би сакала да споменам, е имунизацијата. Значи, примањето на вакцина за грип, која секоја сезона ги ризична категорија ги повикуваме, и нормално при секоја состојба во која пациентот ќе забележи дека доаѓа до влушување, да се јави кај матичен доктор или во ургентен центар. Докторке, за крај сето ова што го набројавте, дали треба да чекаме да дојде до ова или ако ги следиме тие стапки, можеме да превенираме ваква состојба? Така. Или има уште нешто плюс што можеме да направиме за себе? Јасно, значи најважно е еден здрав начин на живот, нели, тоа е лајфстайл, што викаме промена на животниот стил. Тоа значи редовна физичка активност, здрава исхрана, каде што би ги избегнувале тие лошите масти, зашекерени пијалаци, слично, престанок на пушење, следење на крвниот притисок и редовни превентивни кардиолошки прегледи, контроли, кои би увиделе ние дека влегувате во таа ризична категорија за да може да се развие срцева слабост и би го превенирале тоа. Многу ви благодарам на ова ваше гостување. Сузе? Благодарам и јас. Навистина беше убаво да се слушне ова, не дека можеби не ги знаевме во целост нештата, но туку убаво е да се подсетуваме од време на време, особено луѓето кои што си ги имаат тие срцеви вродени слабости.